На почетокот на овој дневник, актуелности од сферата на здравството. Штипската клиничка болница доби лапароскопски тренажер, апарат со кој хирурзите почетници во практицирањето на оваа метода ќе можат непречено надвор од оперативната сала да ги совладуваат најразличните вештини и техники. Со над 50% извршени оперативни зафати со лапароскопска метода, Штипската клиничка болница се вбројува меѓу здравствените институции во државата, кои можат да пружат соодветна здравствена заштита на своите пациенти. Истакна денес началникот на оделението за хирургија при промовирање на новиот апарат кој е добиен како донација. Како новина за јавноста би рекол дека се работат операции на дебелото црево, поедини врсти на илиус, се работи слепото црево, двостранна кила, жолчка и други операции кои што се во доменот можда и на урологијата, поточно на гинекологијата. За како оперативните зафати да имат поголем квалитет на реализација, деновиве со штипските хирурзи оперира и доктор Кен Брудер од Висконсин, Америка. I started training with laparoscopy 20 years ago. Моето 20 годишно искуство во вршење на оперативни зафати со лапароскопска метода несебично им го пренесувам на моите колеги од Штипската болница. Морам да признам дека штипските хирурзи покажаа висок степен на вештина и брзо учење на новите технички методи во овој вид на операции на абдоменот. Работната посета доктор Брудер ја искористи на хируршкото оделение да и подари лапароскопски тренажер, апарат со кој хирурзите почетници во практицирањето на оваа метода ќе можат соодветно непречено надвор од оперативните сали да ги совладат најразличните вештини и техники. Имавме една метода која ја развивме за начин на операции на ингвинални хернии. Веќе има направено околу 10 операции на тој начин, каде што колегите од Америка има голема помош во тој дел. Хирурзите од Штипската клиничка болница годишно изведуваат над 800 операции. Штип е втор град по бројот на слободни работни места. Компаниите во моментов бараат да вработат 420 лица, но пред се работници кои имаат средно стручно образование. Се бараат и инженери и истражувачи. Платите се движат од износот на минималната плата па се до 180.000 денари во зависност од струката. Штип е втор град по бројот на слободни работни места, информираше денеска директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на инфоденот за невработени лица и работодавачите. Во моментот фирмите во Штип имаат потреба од вработување на 420 лица. Поповски истакна дека денеска пред невработените лица презентирани се електронските услуги на кои во иднина како агенција ќе се базираат на овој систем, кој е достапен на секој граѓанин од неговиот дом. Денеска во Штип презентиравме дека и Штип како град е втор во Република Македонија по објавени слободни работни места, така да граѓаните од Штип и околината на Штип ќе може да ги погледнат овие работни места онлайн на нашиот портал, ако креираат свој собствен профил, исто да го добијат овој оглас без да го барат, туку ќе го добијат директно на својот профил и ќе знаат каде ќе може да аплицира. Инаку работните места кои што се објавуваат се од продавачи, келнери, од шивачи, од инженери, од истражувачи, буквално сето она што Република Македонија работачите имаат во овој момент потреба и самите плати се движат така. Значи се движат од минималната плата па до плати кои што се изнесуваат до 170-180.000 денари. Раководителот на Центарот за вработување Лазе Димчов вели дека во моментов имаат евидентирано 2100 активни баратели за вработување, а работодавачите бараат пак лица со средно стручно образование. Во Штип се отворија многу слободни работни места, се отворија и странски инвестиции со огромен број на слободни работни места. Ние веќе ги исцрпуваме можностите од наоѓање на кадар кој го бара самото стопанство. Во иднина ќе гледаме нешто да обезбедиме од самите соседни општини, пред се од Свети Николе, Радовиш, Провиш, Штип и го правиме тоа веќе почесто компаниите организираат свој превоз за да ги донесат работниците во Штип. Според анализите на Центарот за вработување во Штип бројот на вработени лица е зголемен во однос од пред 10 години. Во 2005 година имало 17.000, а оваа година бројката на вработени лица е 24.500.
Поповски информира дека неделава се објавени огласите за кредитирање за самовработување на невработени лица или пак за компаниите кои што имаат потреба да вработат најмалку 3 лица. Невработените и работодавачите кои од нова година досега чекаат да се објават овие огласи, сега ќе можат во наредните 10 дена да аплицираат. Вработувањето, односно невработеноста, тема и на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тие меѓу другото рекоа дека за 40% е зголемен бројот на вработени во Штип. Владините мерки даваат резултати, се подобрува економијата и стопанството, рекоа меѓу другото тие. Во времето на СДСМ во Штип во 2005 година биле вработени вкупно 17.533 лица. По доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН со добрата економска политика, заклучно 2016 година, вработени се вкупно 24.528 лица, или за повеќе од 7.000 нови работни места, односно зголемување за цели 40% на вработеноста во Штип. Таа бројка континуирано расте со новите мерки кои ги воведува владата и одговорните институции. Голема поддршка во развојот на штипското стопанство овозможи отварањето на тир зоната во која за неколку години се вработија над 2200 штипјани. Засега функционираат 2 странски фабрики, а на прагот сме на нови вработувања со третата инвестиција на италијански Кондео. Да не заборавиме дека и во општинските инвестицијски зони имаме отварање на нови фабрики. Во зоната Запад се очекува скоро отварање на новиот погон на германската фирма Семак Фешн, која ќе овозможи неколку стотини вработувања, а се прошируваат и капацитетите на штипско-белгиската соработка Актива Автомотив. Со новата индустријска зона, на површина од над 350 хектари, се докажува дека економските политики даваат резултат, а бројот на странските инвестиции, а со тоа и вработеноста, доживува континуиран раст во општина Штип. Одговор на пресот на ВМРО ДПМН од опозицијската СДСМ најавија за утре сабота. А сега одиме со преостанатите актуелности. Предизвиците и перспективите на учителската професија беше темата на четвртата научно-стручна трибина, која ја организираше катедрата за дидактика и методика на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев. Своји анализи и трудови на научно-стручната трибина презентираа универзитетските професори, но и наставници и воспитувачи од училиштата и градинките од источниот регион. Универзитетскиот професор Снежана Мирашчиева, која е иницијаторка за оваа трибина, вели дека целта е на едно место да се разменат искуства и знаења меѓу теоретичарите и практичарите во воспитно-образовниот процес. Говориме за предизвиците на учителската професија, за учителот некогаш, сега и денес, во кој правец го гледаме развојот на учителската професија, затоа што се она што се случува и во текот на вчерашниот ден, денес е веќе минато, а она што го планираме за утре е веќе наша современост. Директорите на училиштата и наставниците велат дека оваа трибина е единствена во регионот на која што може да го презентираат она што го сработиле, но и она што успеале да го истражат и анализираат за подобрување на воспитно-образовната работа со учениците. Детските градинки, како и училиштата, во современите услови мора да изгледат современите трендови и промени и новини во оваа сфера, во образовната сфера, така што без постојано следење на новитетите, законски прописи, не може да се оди напред. Општинското основно училиште Гоце Делчев на оваа научна трибина учествува со труд кој го изработија наставникот Лидија Камчева-Панова, соработка со докторот специјалист офталмолог доктор Страхин Газепов и јас Елена Ташкова. Насловот на трудот е предизвикот на учителот за работа со ученици со рефлекторни аномалии. Зошто токму овој труд? Знаеме дека во нашето училиште од минатата година се отвори ресурсен центар за деца со оштетен вид. По одржувањето на научно-стручната трибина ќе биде издадена и публикација во која ќе бидат презентирани сите излагања и истражувања на универзитетските професори, но и на наставниците и воспитувачите. Прием кај градоначалникот на Штип Илчо Захариев денес имаа средношколците од Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип, кои на државниот надпревар по прва помош го освоија првото место.
Денеска во големата сала на општината се одржа свечена манифестација на која градоначалникот Захариев им врачи награди на учениците од Средното медицинско училиште за освоеното прво место на државниот надпревар по прва помош во Кавадарци. Наградата е потик за понатамошни успеси на младите волонтери во Црвениот крст на полето на хуманоста, рече ученичката Благица Златева. Имаше голема конкуренција, но сепак ги решивме добро прашањата и доста се спремни. Ние сме прва екипа од Штип која освоила прво место на државен надпревар, па така што многу ни значи. Ќе биде поттик и за понатаму? Секако дека ќе биде, да, и наредната година ќе се трудиме да учествуваме и уште повеќе да успееме. Најдобри во државата во ширењето на хуманите вредности кои се негуваат и во самото училиште од каде доаѓаат овие ученици е голем успех, на што посебно сме горди. На денешното доделување на наградите истакна директорот Илиев. Ова е успех и за општината што со децении се вбројува меѓу најхуманите во државата, рече и градоначалникот. Многу често сум ви спомнувал дека сте најдобри во Македонија по многу работи, така. Еве сега ни докажавте уште еднаш дека сте, или сами на себе си докажавте дека уште еднаш сте најдобри во Македонија во една област која ние како училиште ја негуваме со години. За мене е значено младите и подмладокот да ги сватат тие вредности универзални. И за мене како општина е битно да имаме навистина деца кои знаат да помогнат и знаат што е хумана димензија. Затоа што доброчинството како правиме ние, како граѓани на Штип, пред се преку учење на младата генерација да се занимава со тоа, го дава и на посебна вредност на нашиот град кој секој бил хуман. И секој пат знаат да помогнат да се најде прилака на тие што требаат. Црвениот крст на град Штип е организација на околу 3000 млади волонтери кои секогаш се подготвени да помогнат онаму каде треба. Благодарни на досегашната соработка, поддршката и покажаниот успех се и од општинската организација на Црвениот крст. Чест ми е да бидам секретар на општинска организација каде што младите посветено работат на сите наши хумани дејности. Им честитам на нивниот успех. Стварно напорно се спрема. Овде голема улога има и поддршката која што ја дава Средното општинско училиште Јане Сандански. Благодарност до градоначалникот на општина Штип кој што неизмерно во секои активности дава поддршка на нашите активности. И не само најдобри во ширењето на знаењата за Црвениот крст и хуманоста, младите во Штип го градат и принципот на солидарност. Годишно најмалку 500 средношколци и студенти прв пат даруваат крв да спасат живот. Штипската зоолошка градина интересна за реализација на настава во природа. Денес првачењата од Општинското основно училиште Гоце Делчев таму учеа бројки и букви и се запознаа со карактеристиките на животните. Зоопаркот Бриони денес беше место за интерактивна настава на најмладите ученици од основното општинско училиште Гоце Делчев. Учеа за животните, но и за бројките и буквите. Јавното предпријатие ИСАР со овој гест денес сака на две начини да ја потекне популарноста еден вид на зоолошката градина, да ги повикаме сите граѓани да ја посетуваат зоолошката градина, да ги учиме младите деца од мали нозе да доаѓаат во зоолошката градина, а исто така и едукативниот дел ние како јавно предпријатие, иако не сме во образовниот систем, немаме ништо додирно со образовниот систем, ги тоа сакаме да помогнеме еден вид на нашите дечиња побрзо да се едуцираат, а и да ги потикнеме сите наставници да може да држат часови во природа. Пред кафезите на животните во зоолошката градина во Штип се залепени и бројки и букви. Тие покажуваат буквата на животното, но и колку животни живеат во кафезот. На сите кафези имаме ставено бројки и букви. Буквите најчесто ни означуваат во кафезите кој животно е, а бројките вкупниот број на животни во самите кафези. Значи преку едукација и игра сакаме малку учениците да ги научиме да доаѓаат како во зоопаркот, така и да ги научат и бројките и буквите. Интерактивната настава во зоопаркот Бриони учениците ја следеа со внимание. Убаво е во зоолошката градина, тука ги учиме и бројките и буквите. Ова е буквата Г, а ова е бројот 15. Ова е буквата П, прва на полуните, а ова е бројот 6. Тоа значи дека има 6 спални. Едукација во зоопаркот Бриони во соработка со јавното предпријатие ИСАР и општинските основни училишта ќе се реализира и во наредниот период.
Заврши театарскиот фестивал на представи за деца Малиот принц. Според проценката на организаторите, 4 детски представи ги проследиле над 3000 дечиња. Над 3000 дечиња од Штип биле дел од овогодинешното издание на театарскиот фестивал на представи за деца Малиот принц. Фестивалот стартуваше со представата Снежана и 7 џуџиња на Драмскиот театар од Скопје. Фестивалот ќе расте од година во година. За наредната година планираме поголем број на представи, да биде меѓунареден фестивал и да веќе да се појавиме на регионалната карта на фестивали, а понатаму зошто да не и на светската карта на фестивали. Жирито, кое беше составено од ученици од сите училишта во градот, едногласно одлучи Гран при наградата да биде доделена на драмското студио Снешка за представата Распеана Турлитава. Ние за оваа представа одлучивме едногласно за последната представа Турлитава, бидејќи беше и смешна и забавна. Затоа што таму се спомнува за здрава храна и беше многу распеана, забавна. На денешната пресконференција Вратеовски истакна посетеноста на фестивалот, говори дека дечињата во Штип се желни за представи, а во наредниот период 2 викенди во месецот ќе бидат наменети токму за најмладата публика. Невладините организации на форум во Штип, темата "Вклучени сите, вклученост за сите". Целта е подобрување на социјалната инклузија, намалување на невработеноста и стопирање на миграциите. Регионален форум за источниот и југоисточниот регион на Македонија во организацијата на Македонскиот центар за меѓународна соработка преку програмата Civica Mobilitas. Форумот ги здружува невладините организации и институциите, а темата е секако поврзана со вклученоста во социјалната инклузија. Темата е вклучени сите, вклученост за сите, или како да ја подобриме, или како повеќе да размислуваме и правиме за социјална инклузија на маргинализираните, така да кажам, групи. Денеска во оваа целодневна програма овде во Штип ќе сакаме да покажеме некои позитивни и можеби не толку позитивни примери, како би можеле да учиме од искуството и на едните и на другите. Освен дискусијата со искуствата на неколкумина панелисти од овој регион, кои што веќе пробале да направат малку повеќе за социјалната инклузија, учесниците ќе имаат можност малку пофокусирано да разговараат за два, сметам, доста горливи проблеми на целото општество македонско, не само на овие два региони, тоа се миграциите и невработеноста. И Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип е партнер во реализирањето на оваа проектна активност. Целта е на форумот не толку да го решиме прашањето дали има или нема социјална вклученост во Република Македонија, повеќе да се направи едно здружување на соработка помеѓу организациите и институциите. Затоа дел од овој форум е и презентација на работата на организациите, значи оние кои што продаваат своји предмети, кои што ги изработуваат нивните целни групи, разни организации кои што прибираат средства, посебно бидејќи месец октомври е месец за рак за борба против рак на дојката, значи ќе има и продажен карактер, значи ќе има и таков саемски дел, се со цел да разменим искуства невладините помеѓу себе, но и со другите значајни чинители во општеството околу тоа што ние работиме и како можеме заеднички да постигнеме повеќе. Еколошкото друштво Планетон Мострумица е добар пример со реализацијата на активностите преку проектот за социјална фабрика. Ние учествуваме и се презентираме нашето социјално предпријатие. Сакаме да ги споделиме нашите искуства со другите организации, да видат што работи Едо Планетон, како постигнал, како го направил социјалното предпријатие, кои успеси ги постигнал и како сега тоа функционира. Која е целта на вашето социјално? Целта на нашето социјално предпријатие, значи вклученост на социјалните случаи, посебно на невработени лица, и работиме претежно со собирање и селекција на 5 пластични шишини. Секако најголемиот акцент на регионалниот форум
во Штип денес беше даден за миграциите, за спречување на социјалата и за намалувањето на невработеноста. На тие теми невладините организации заклучија дека можат заеднички да допринесат за развој и за подобрување на сите сегменти во позитивна насока. Универзитетското радио или УГД ФМ радио денес го слави 7-миот роден ден. Ова радио е дел од Центарот за односи со јавност кој успешно функционира. Ректорот на Универзитетот Боев најави дека во наредниот период на радиото му предстои уште поголем развој. Центарот за односи со јавност е составен дел на универзитетот во неговата структура и тој е замислен како дел кој треба да се занимава во поглед на промоцијата на универзитетот и она што значи универзитетски живот, она што значи студентско ангажирање и она што значи да кажеме сето во поглед на поквалитетно живење и информирање на студентите. Ние овој Центар за односи со јавноста во кој се наоѓа Универзитетското радио, чиј роден ден е денеска, го поддржуваме без да кажеме никаква задршка во поглед на тоа дали треба да го поддржуваме или не треба да го поддржуваме, меѓутоа јас би сакал и да најавам дека тука допрво се развиваат нови содржини во поглед на тоа што значи медиум, во тоа што значи медиум и во тоа што значи презентација, да кажеме, на тој простор и во насока на тоа да произлезе од него во иднина нешто поквалитетно него што е она што значи класично универзитетско радио. Ние нема да бидеме тие кои ќе кочиме развојот на овој дел од Центарот за односи со јавноста да прерасне во значајен информативен медиум во државата и ние тоа ќе поддржуваме. Со следниот материјал одиме на градскиот пазар во Штип, а дождот денес не ги премисли граѓаните. Тие појдоа и испазарува за цела седмица. На градскиот пазар во Штип и денес богата понуда, пазарџиите се доволни од прометот, а штипјани пазаруваа вообичаено за цела седмица. Мојата роба се троши органска е тука од станица Штипско, селски кромичо викаме Погачар. Цена на кромидо е 20 денара, на кило на врекичка 18 денара. Лука имаме 160, 180, 200 денара. Имаме анасон и мастикос грчки за мастика. И феферони почнаме да продаваме 15 денара, ово 50 денара кило и пол. Секако здравата храна доминира на тезгите на градскиот пазар, а граѓаните ја купуваат. Зелката се движи од 20 килото или од парче зависи, 30, 40, 50 парче. Боринета е 60 кило, селеро е 80 денари парче или килото 100 динара. Брокула 100 денари кило, ѓумбуро 200 денари кило, морково 30, пашканата зависи од парче или 100 денари кило. Макдоносот 20 денари парче, тикота 15 денари, спанакот е 60 денари и везениот пипер е 40 денари. Штипјани велат цените на производите пристапни за секого. Круши за маме убави. Тоа е. Пипер убав има. Цените нормално. Секако се уште актуелна подготовката на зимница, граѓаните купуваат пипер за ајвар, но купуваат веќе и производи за туршија. Пипер ајварски 20 динара, модрите 120 врека, крастовичката кардашон 30 динара кило, карфелот 40. Раздвижено на градскиот пазар беше во текот на целиот ден. Штипскиот надпреварувач во боречки вештини Мирза Сендик ќе настапи на турнирот за мешани боречки вештини Ноќе за вечните за секогаш со вас, што ќе се одржи во недела во Велес. Штипскиот ММА борец Мирза Сендик од клубот за борички вештини Самурај Штип ќе настапи на најдобриот турнир во Македонија во мешани борички вештини Ноќ на вечните за секогаш со вас, кој ќе се одржи на 8 октомври недела во градот Велес. За противник тој ќе го има Изет Орлик од Босна и Херцеговина, веќе искусен ММА борец со неколку професионални мечови. По многу настапи во бразилско џиу-џитсу и кикбокс, ова ќе биде првата професионална борба на Сендик во ММА, откако пред еден месец доживеа пораз во првата аматерска борба. Инаку тие ќе ги одмерат силите во категоријата до 78 килограми. Турнирот годинава ќе биде посветен на припадниците на безбедносните сили кои загинаа во Кумановско диво насилие на 9 и 10 мај 2015 година.
Ги следевте вестите, поздрав од дежурната екипа. Останете во продолжение со Ирис телевизија, а бидете и утре во редовните термини за вести. Имајте убава вечер и пријатен викенд.